Добар ден, почитувани гледачи, вие сте повторно со око на фреквенцијата на ТВ Нова. Се надевам дека ќе уживате во овој удобен неделен термин и со моите денешни гости ќе ви го направиме овој неделен ручек малку поинтересен, ќе ви дојдеме како салата или како мезе со ручекот. Занимлива е и темата. Во наредниот час ќе разговараме за културата, поточно за театарската уметност и секако за она што е неизбежно – политиката. Во студиото се гости актерите Сања Арсовска од Драмскиот театар, Крста Јовановски од театарот Комедија, пензионираниот глумец Марин Бабич и директорот на театарот за деца и младенци Братислав Димитров. Дами и господа, добре дојдовте во студиото на ТВ Нова. Добро ве најдовме. Првото прашање е исто за сите и ве молам за пократок, поедноставен одговор, да не биде премногу екстензивен. Дали е денес привилегија да се биде актер во Македонија? Да и дадеме предност на единствената дама во студиото. Повели Арсовска. Благодарам на предноста. Но еве јас ќе дадам предноста на колегата Крста Јовановски заради тоа што како феминист не одобрувам такви предности. Јовановски, повелете. Дали е привилегија да се биде актер денес во Македонија? Вака сега. Многу сметам дека во Македонија има премногу актери. Тоа ми го дава за право и моето искуство од 31 година. Мислам дека со оваа актерска професија треба да се занимаваат вистински луѓе, а во Македонија има многу кои можеби и не се актери. Оттаму доаѓа и некакво незадоволство кај актерите. Во поглед на тоа дали е привилегија или не. За оние вистински актери кои се со големо актери или глумци или артисти или како сакате веќе како се ги викаат, во турско време караѓози ги викали и така натаму, е привилегија. Имам еднаш прочитано многу одам на некоја као теорија, као приказка нешто дека кога актерите шетале низ населените места да прикажуваат нешто што требало да го прикажат, и кога тие актери доаѓале во куќите кај луѓето, тоа било благослов за куќата каде што тој ќе дошол и ќе им бил гостин. Од таа страна, ако ги гледаме работите така, значи привилегија е и мислам дека во овој момент кај нас, во нашата татковина, се прави многу и се вложува многу во театарската уметност и во театрите воопшто. И секој оној кој сака да се занимава со оваа професија ги има сите можности и услови да биде она што треба да биде актер. Благодарам. Бабич? Прво, да се биде глумец е чест и привилегија. Се согласувам со Крсте дека е злоупотребена институцијата глумец, е злоупотребена институцијата театар, затоа што многу плева има сега во моментот во театрите и за жал сето она што генерации го создавале денеска ја губи вредноста, односно по изместен е критериумот како се станува глумец, зошто се станува глумец и како глумец се прима во театар. Толку. Димитров, кога го поставив прашањето, имав на ум некаква компарација од она што беше актер некогаш, актер денес. Бабич и Јовановски го допреа малку во одговорот. Ќе бидете ли вие по-експлицит, по-краток и по... Да, па тие рекоа дека глумата е чест и привилегија, бидејќи ја не сакам привилегии и почести, ја напуштив глумата одамна. Инаку, само по себе се наметнува споредбата, ако поставиме прашањето денес, како било порано. Не треба да заборавиме дека порано беше еднопартиски систем, каде што постоеше договорна економија. Сега сме у фаза, хајде да кажам, на некоја првобитна акумулација на капиталот на пазарно општество, така да оваа хиперпродукција, нели, и во кадровски дел, е на некој начин и нормална. Тоа, значи, пазарот после, еве и во наводници ќе оставам, ќе одреди кој ќе остане во таа професија и кој не. Така да не би бил толку десиден дека има премногу од ова или од она. Треба тој период, нели, како мали сипаници да го прележаме
И во следната фаза на изградба на овој тип општество, повеќе партиско, кое сите ние го вежбаме, затоа што поголемиот дел од животите сме живееле во тој еднопартиски систем, ќе си дојде се на свое место. За мене е битно што јас сум пак скоро 40 години во театарот и тоа се надевам дека и Марин ќе го потврди. Значи, во овие последниве 5-6 години, прв пат во историја, значи нагласувам прв пат, има драстично зголемување на платите, има гостување на наши театри, индивидуални уметници или светски уметници доаѓаат тука, тоа е вториот момент. И третиот момент... Димитров, ке имаме време да разговараме за повеќе работи во културата и во театарската уметност. Прашањето беше сега во смисла на тоа да се направи компарација со оглед на тоа што, барем од страна гледано, глумата, актерството помина низ своевидна криза како професија. Прашањето ми беше дали е вратен угледот и достоинството на професијата. Сега вака, може ли веднаш, само да се извинам кратко, во тие споредби, значи, секогаш се губи од предбит контекстот на случувањата. Значи, во тој период имаше ОХИ, Салкалуи, синдикат, работници, ако збориме на тема публика, тие беа организирано носени, па и Југословенска народна армија, колективната. Зависи каде и во кој театар. Не, добро, ја само сакам да најдеме мерката која според мене е мерило на нешто. Лоша ти е мерката веднаш да ти упадне. Ајде и дадеме прво збор на Арсовска да одговори првото прашање, па потоа ќе може на дебат. Да, во насока на тоа дали треба да бидеме, дали е некаква привилегија да се биде уметник или еве конкретно актер во оваа држава, да би требало. Но кога Министерството за култура носи нов закон за култура, тоест измени за законот за култура и ве става на кош на јавна администрација и го минува статусот во давател на јавна услуга, тогаш оставам на вас да си одговорите на прашањето дали е некаква привилегија и чест да се биде давател на јавна услуга од областа на уметност. Тоа е тоа што ве иритира? Законот што ве збројува во рангот на јавни службеници? Да, затоа што не става во кош на никаква административна војска. Да, и ако И по прашање на тој закон на култура и ни штетни членови кои што се вметнати, кои што ќе имаме прилика да ги елаборираме во текот на емисијата. И многу е грда варијантата ако сакаш да бидеш слободен уметник. Дека треба да бидеш трговец поединец. Тоа Слободан Унковски го донесе со закон. Да, Слободан Унковски го донесе со закон и донесувањето на онаа одлука Министерството да ги поставува директорите, што не значи дека е добра. Своевидна криза. Го допрели дното и тргнали напред кон враќање на достоинството и угледот. Се уште дното не е допрено. Има лопатата копа по поголема тука. Мислите по статус како уметници или мислите во оној продукциски дел дали е допрено дното? Значи без да го издвоиме едното од другото. Се уште не е допрено дното. Мислам, мој колега постојано кажува дека кога мислиме дека ние уметниците со одредени представи дека сме го допирале дното, уочуваме дека тоа дно има и некаков подрум. Значи ние веќе не знаеме каде се наоѓа пред да дното. продолжиме. Може ли само една реплика? Кратко. Значи вака, иако доаѓам од тој свет и го сакам и цел живот сум во него, мене ми пречи таа мистификација, чест и привилегија. Тој принцип треба да важи за доктори и за други професии. И плюс, таа чест и привилегија не е тоа некоја административна работа што доаѓа од надвор. Секој уметник треба да црпи од себе, да има свој дигнитет, карактер. Да, ама кога имате министерство кое што вас ве нарекува давател на јавни услуги, тогаш, значи, ресурниот министер ваш не ме почитува како... Дава јавни услуги. Пречи формулацијата, па даватели сме на јавни услуги, како не сме? Сме даватели. Ама дали тоа смета, проблемот е дали тоа смета во она што се вика дали јас како актер можам да се реализирам во институција театар или на филм или на телевизија. Мене совршено не само малку да се слушаме рековме. Само малку да се слушаме рековме, нели рековме. Јас одговарам на ова даватели на услуга и послушаме малку. Значи не ми упаѓа. Значи кога зборуваме дали е тоа деградирачки или не, давател на услуга или не е тоа побитно од ова колку јас и што сакам јас да направам во театарот. Дали тебе лично ти смета дека си давател на услуга кој ќе застанеш на сцена и кој ќе зборуваш монолог од Офелија? Дали тоа ти сметате? Не. Значи се е небулоза.
Значи бараме причина која за е да таа нападнеме услуга нешто, што се слушаме. Ај дозволете ми сега како домаќин. Бараме Ама не, само малку, бараме причина за да нападнеме нешто, а без при тоа да знаеме што сме. Дозволете ми сега наспроти вашите лични впечатоци и тези морам што да му- сакате да ги секој спротивставите, може да ќе ви нарече дозволам. некако. Ќе го дообјаснеме прашањето. Ве молам. Да. Наспроти вашите лични впечатоци за кои ќе имаме прилика 50 и кусур минути да разговараме во денешната емисија. Малку се. Сакам низ бројки како мерлива категорија да видиме што се случуваше на полето на културата и театарот во последниве години, каде бевме, каде сме денес и каде одиме, низ прилогот на ТВ Нова што во наредните минути ќе видиме. За прв пат во историјата на независна Македонија, последниве години изградени се нови објекти кои се во функција на создавање современа инфраструктура за остварување на културата и уметноста. Македонските уметници денес творат во нови или комплетно реновирани објекти, опремени со најсовремени технички и технолошки перформанси, кои овозможуваат репрезентативни продукции од европски ранг. Некои проекти се во тек или почнуваат да се реализираат. Дел од крупните капитални инвестиции во културата се изградба на новите театри, Македонскиот народен театар и Велешкиот, проектите за изградба на Струмичкиот театар, Турскиот и Албанскиот театар, културно-образовниот центар во Тетово со нов театар и библиотека, како и новите објекти на Драмскиот театар и театарот Центар, за чии објекти постапките за реализација веќе се во тек. Со новите градби македонските театарски уметници, по долги години поминати во импровизирани објекти, добиваат можност да творат согласно највисоките светски стандарди и да создаваат уште поголеми театарски остварувања. Во последните 10 години уметничкиот кадар, освен нови објекти за работа, доби и соодветен третман во однос на нивниот ангажман. Значителен дел од уметничкиот кадар во минатото беше третиран со договор на дело, без статус на вработени лица, за во последните години да бидат вработени повеќе од 600 луѓе, уметнички и административно-технички кадар. Во сите дејности од областа на културата се реализирани над 1700 вработувања. Во театрите низ Македонија се вработија 79 уметници, 35 актери, 22 режисери и 22 драматурзи. Овие вработувања помогнаа за подобрувањето на квалитетот на понудата на националните институции, кои ги збогатија својот репертоар и содржини. За споредба, во 2005 година во МНТ биле вработени 43 лица, додека во 2010 година бројката пораснала на 110 вработени. Денес бројот на вработени е уште поголем и додека пред 10 години просечната плата на уметничките работници беше околу 19.872 денари, денеска изнесува 38.317 денари, што представува зголемување за 92,77%. Дополнително отворени се нови театарски куќи, театар Комедија и Охридскиот театар. Освен за театарската дејност, видлива е и поддршка за музичките уметници. Музичарите од Македонската филхармонија по 7 децении музицирање во импровизирани услови конечно ќе добијат нова концертна сала и професионални услови за работа, како што заслужуваат. Во завршна фаза е зградата на Македонската филхармонија, со што ќе се обезбеди репрезентативен и акустичен простор според најсовремени светски стандарди. Во изминатиот период имаше голем број вработувања во филхармонијата, како и во МОП, чија сцена е комплетно реновирана. Во последниве години значително е подобрено и инвестирањето во домашната кинематографија и производството на документарни филмови, споредено со 90-тите години, кога се снимија филмови кои што можат да се избројат на една рака. За човек кој не е од вашата струка, работите што ги видовме во овој прилог не изгледаат лошо, напротив. Ма фантастично изгледа. Или се лажам? Фантастично изгледаат. Не, мене ми е многу одлично е тоа што се користат со бројки и со статистика, затоа јас дојдов и спремна со бројки и со статистика по однос на тоа колку се инвестирало порано, а колку се инвестира сега. И без разлика што јас не сум творела, еве да речеме во тоа време на Кога сте вработени ви? СДС. Од кога сте актер? 2013 сум вработена како актер, дипломирав 2009 година. Повелите Да, со бројки. факт е дека Министерството за култура вложува многу средства за културата и за уметноста. Но и верувам дека ќе се наметне прашањето зошто претходната структура не вложувала толку пари за културата. Затоа што прво, до 2006 нашиот буџет изнесувал 1 милиарда. До 2016 нашиот буџет достигнува до 3 милиарди. Да речеме дека до 2006 биле за култура биле резервирани колку 3%, 5%, нека се 30 до 50 милиона. Сега се резервирани 150 милиони евра за финансирање на културата годишно. Да не заборавиме
и претпоставувам дека и вие Еве Крсти има завршено средно како се вика економско па се разбира од бројки. Ако сакате да збориме за тоа како порано немало средства за културата, а денеска има за културата, ние мораме да го напоминаме тој факт како од каде се тие средства кои што културата ги вложува. Тоа се од јавните долгови кои што ги има Република Македонија во изминативе години, кои што моментално достигнува 5 милиарди, за разлика од претходно 2006 кога јавниот долг бил 1,8 милиарда евра. Тоа е разлика од 3,2 милиарди евра. Исто така, тука се наметнати поголемите даноци, казните поголеми и слични други работи кои што се некакви лоши реформи кои што ги донесе оваа влада. Сања, вие сте добро подготвена за во економска дебата да ве поведам. Не за економска дебата, затоа што значи поодност не е прашањето, не извинете. Извинете, ова е многу битно прашање. Од каде се средствата кои што Министерството за култура ги одвојува? Дали тоа значи дека не требаше да се изградат и да се отворат нови театри? Јас така ќе го значи не морате, прво мора подомакински да се води Друго е прашањето. Да се раководат со средствата за културата. Второ, не требаше да се потрошат, јас сум да има Македонија еден репрезентативен театар како што е МНТ, но за тој театар не требаше да се потрошат 40 милиони евра, додека останатите театри во Македонија немаат основни услови за работа. Значи немаат грење. Мене ме радува, се слушнав со Васил Зафирчев од театарот во Велес и низ телефонскиот разговор ми кажа дека е среќен многу што конечно она ќумбе на кое се грееле на сцената и на кое е било и шминкерна и се, заминало во историјата. Не знам дали го знаете вие Велешкиот театар. Пате, во оваа насока, во оваа насика, да. Дозволете само уште нешто да се докажам. Повелете. Дали само малку, само малку да прашам. Се уште ли сме на истото прашање од првото прашање? Сега го коментираме она што го видовме, затоа што ви реков, за човек од страна работите изгледаат многу убаво. Мојот личен став е пак дека културата во последните години за прв пат е еден од државните интереси. Порано до 2000 и некоја има впечаток дека културата како ресор е оставена за пазарење меѓу коалицијските пазари, као кој ќе ја добие, као најнебитно место беше и најнебитно столче. Во последниве години во сите сегменти на културата се инвестира. Друго е прашањето и оценката. Колку се инвестира и зашто се инвестира? Ама тоа не можеме ни ние ни вие да кажеме дали е 40 милиони многу или малку. Секако дека можеме да кажеме кога имате вие останати 13 театри во Македонија кои што немаат основни услови за работа. Добро. И патем, во насока на тоа истото задолжување. Парите што се давале за камата, за јавниот долг, до 2006 биле 50 милиони евра. Во 2016 каматата е 110 милиони евра. Тоа е разлика од 60 милиони евра. Па вие претпоставете и ве пресметете за 60 милиони евра колку театри може да се санираат. Со само од камата за јавен долг на држава. Би направиле значи ребаланс на буџетот и би направиле нешто поинаку со тие пари. Значи има една конфликтна ситуација во целава приказка. До 2006 година, бидејќи многу се љуби да се пред 2006 и по 2006 што се случувало. Зошто и дали се парите клучната приказка и овие велелепни за мене зданија за создавање на уметнички дела? Не. Затоа што до некои периоди, зборам сега за мојот матичен театар, на кој сум горд дека сум бил член на тој театар, немав никакви услови за работа, меѓутоа правевме представи. Представи кои што беа гледани од публиката, представи кои што се бараше карта повеќе. Сега одеднаш ги имаме парите. Па имаме представи повторно. Имаме представи, меѓутоа дали имаме публика? Се поставува прашање. Еве нека кажат Добро. Повелете, Димитров, Прво очекував од колешката од естетски и етички аспект да дискутира, не од книговодствен. Што да кажувам како ние изгледа се со договоривме хармонија, супер ја да изгледа ја со напишам. хармонија. Сега слушавме, дај да го пуштиме Значи, човек. прашањето е на буџетот, тука слушна дека порано немало буџет, сега има, затоа се инвестира. Значи, партијата што сега е во опозиција, а била 2-3 пати на власт,
Значи, не донела основен закон за собирање на данок, што е алфа и омега на стабилноста на секоја држава. Ако тоа не го донеле, значи немаат кредибилитет за ништо друго да дискутира. Значи, ова актуелна власт го донесе тој закон и ги прибира редовно да носите. Што се А однесува... што е со јавниот долг? Да се сослушаме сега Ја не сум Димитров па економиста, Јовановски. тоа убаво каже водителот во некоја Ама друга дебата. предпоставувам, Не се вака, разбирам. знаете Не дека знам ја. како не Арсо знаете Стојанов, колку да се е јавниот слушаме. Не, долг? јас знам драматургија малку и некои Не, други да се работи сослушаме кажа. прво да одговори. Јавен долг, финансии, тоа ќе мора некој друг да прашаш. Не сум Добро. компетентен. Добро, може во однос на А ова што статистиката ме на театар ќе брифирале со знаете да одговорите. податоците, тоа Тоа не ме брифирале мене, постои сајт кој што се вика Завод за статистика. Добро, може јас да Каде давам што збор можеш да на дојдеш? Само уште една Инаку ќе ни реченица. отиде Тоа дебатава. е нашата тажна опозиција која влезе одамна веќе во патолошка форма. Од прилогот видовме се што е инвестирано направено, но тие се фаќаат за реченица, даватели на јавни услуги. Не, Иако има тоа е зашто вистина, многу да се ние сме фатат по даватели на прашање јавни услуги. на законот. Ништо Сања, ќе нема ми од реплицирате тоа. подоцна. Значи ништо нема во тоа лошо, можда нијанса квалификација. Значи тоа е катастрофа. Нема диалог, нема аргументи. На вистина нема Дородеше прилогот, почитуваните колеги чекаа да заврши и да го кажат тоа што од дома го донале како став. Џабе дискутирам. Ајде му дадеме збор на Јовановски прво, па после потоа Имам реплика и на прилогот и на батот. Вака се. Прашањето кое го загатнавте од почеток стануваше збор статусот на актерот. Ова со јавниот долг и со тоа колку пари имало тогаш и колку имало сега, не знам колку е битно за јасна сцената, па уште еднаш ќе го повторам тоа да се реализирам. Тоа е едно. Второ, да не заборавиме дека пред да се воведе еврото, од 2001-2002, кога го воведове, не знам, овде постоеја некакви марки. Да не забораваме дека платежната моќ на тие марки, 100 марки, беа 200 евра во денешна противредност. Односно, вредноста на 100 марки беше многу поголема, отколку што е сега вредноста на 100 евра. Значи, можеше многу повеќе да се купи и да се изгради од тие. Ако одиме по таа логика, но не ми е целта тоа да го дискутирам, сакам да кажам, на младата колешка која се занимавала со статистички податоци, вака се да ти кажам. Јас работев 27 години во Струмички театар. Таму од кај што е лидерот на опозицијата. Од кој, верувајте ми, 4-5 години работевме на домот на армијата, не плаќавме грејење, тоа беше некој дом на ЈНА, како се викаше во тоа време, и после се префрлиме во домот на културата кој беше изграден од самопридонес и можеби само првата година имавме некакво парно. Значи, јас можам да ви потврдам дека 20 години ќе заокружам, сум работел на минус 10, минус 12, минус 15. Ама тогаш Тоа не се само даваше малку да 40 се слушаме, милиони Сања, за театар. чекај малку, да се слушаме. Ти почнуваш со податоци од тоа, јас сакам да, да ти кажам, не да ти одговорам. слободно. Оти сме глумци прво, не сме економисти, но ако сакаш и за економија ќе правиме муабет, а не е тема тоа. Да ти кажам нешто, значи тоа што ти не го знаеш. Каде е проблемот? Значи, ако јас толку години сум работел во тој театар и имам одиграно над 100 улоги во Струмички театар, не сум бил никогаш изземен од ниједна представа, освен ако јас не побарам да се одморам малку, нормално, не ми сметало да создавам и да правам нешто кое се вика театарска уметност, кое се вика улога, кое се вика представа, кое се вика финален производ за да бидат гледачите задоволни, на кој сум јас многу горд, зборува во една емисија овдека, во Струмица и ден денес како го одам, јас сум радо виден гост, како викаат србите, радо виден гост. Значи, сакам да кажам дека мене не ми сметало тоа што било ладно и тоа што имало тогаш, со 10 рефлектори сме работели. Проблемот е колку јас сум сакал да се реализирам внатре. Од една страна, од друга страна, сега овие сите поготово млади дечки, кои јас многу ги почитувам, се фаќаат дали имало парно, дали имало ова или немало ова или не знам што. Се фаќаат со некакви бројки кои не се својствени за ова наша професија. Нашата професија е на сцената таму да се бориме. Што е, од друга страна, малку Марин Бабич премалку и го одговори тоа на колешката. Значи, не можеме ние да бараме причина за нашето неуспешно или успешно или не знам помалку успешно и така натаму работење во театрите заради некакви услови. Ако е од прилогот, а и овде јас имам нешто извадено, можам да ги прочитам попосле доколку падне му, јас никогаш не се служам со овие работи, но само ја не.
Никогаш не се слушам, ова ми е прв пат, но заради податоци сакав да се обезбедам, но ги слушавме на телевизија. Сакам да кажам, значи, не можеме да се служиме со овакви нешта за да можеме да си ги оправдаме своето непостоење или незнаење или фрустрации. Напротив, ова се што е вложено во културата, никогаш повеќе не се вложило. И меѓу другото да спомнам, дека само во држава која се стреми да се развива во позитивна смисла на зборот како држава со сите атрибути, се градат театри. Во ниједна друга држава. Сигурно во држава која има режим не се градат театри. Или културни институции. Една кратка реплика. Сите сте театарски уметници, а многу сакате да зборувате за економија и за политика. Јас во најавата спомнав, дел од емисијата е поголем дел, ќе ви дозволам да зборуваме за политика. Овде не Дозволете сме само. сите уметници. Ние се занимаваме со уметност. Дозволете само да ја заокружиме темава со уште едно прашање и Само одиме на може политика. да реплицирам на Крсте. Да, Крсте, не е тоа дека ние, актерите, ни е побитно грењето и условите во кои што работам, што и не се исклучиви тие услови, наспроти она што треба да го изнесеме на сцена, но да не заборавиме дека обврската на нас како уметници е и општествена одговорност. И затоа јас денеска дојдов со вакви статистички податоци. Не затоа што јас многу сакам да се занимавам со економија. И уште нешто многу битно. Апропо видеото, инвестициите во културата, отварањето на новите театри и новите работни места. Во 2012 година повторно користам податок од Државен завод за статистика, што значи дека ова се статистички бројки и вистините. Во 2012 година се отвара театар комедија, тогаш се отвори 2012. Се отвори Охридски театар, се отвори Тетовски театар, 2012 или 2013 се отвори новата зграда на МНТ. 2010-2011 година има одиграно сезона 2010-2011 година, 1013 представи, а 326.584 публика. Со отварање на дополнително 3 нови театри, значи вкупно 18 театри во Македонија, или независно колку се, мислам дека со 18, ги имам податоците сега да не наблегувам во другиве листови. Во сезона 2011-2012, кога се отворени уште 3 нови театри, публиката е 207.115, што значи дека има пад на публиката за 30%. Сакам да кажам, лошо глумите, лоши се представите или немаме публика? Нема, значи, еве, одговорите ми прашањето, како се отварат ти театри, нови ти театри. Си дошла ли до театри? театар комедија да те прашам? Па не сум дошла. Треба да дојдеш. Ние имаме во просек повеќе од 300 публика, 300 гледачи на секоја представа. Едно, Добро, второ. ама зошто само го малку, кажете, зошто ако тие веќе си податоци само не се малку бе да се внесени во слушаме, Заводот ти за одговорам на статистика? прашањето. Ако Повелете. веќе си барала по статистика, требало да побараш дека театар комедија за минатата година има продадено повеќе влезници од колку сите театри заедно. Значи не зборуваме на исто. Не знам дали верувате, сакам да ви кажам. Сакам да ви кажам дека потребата од тој театар е повеќе од потребна, значи. Тоа што се формирал тој театар комедија е вистински погодок од една страна. Од друга страна, што мислиш зошто не иде публиката во театрите, а кај нас иде во театарот комедија? Затоа што е комерцијален театар и Мислиш театар дека е само тоа? А дали мислите вие дека ако Зошто беше на генетика, театар на античка трагедија дека зошто има на генетика во драмски има стална публика? Затоа што Иако добра е 5 представа, години без малку. Затоа што е добра А представа. зашто вие не направите добра представа сега? А тоа не сум јас А кој е? раководител на Ама не сум чекај јас сега. раководител на Ама драмскиот тоа е, театар. ама ти Да си, седеше види овде сега. мојот директор, Види јас на него ќе му кажав, јас сум мојот директор, Види отворено сега, немој дебатирам да за репертоар. Вие сте глумци, не се занимавајте со Ај, вака сега, да не ја занимавајте сведеме се со лична тоа што е на дебата. сцената. Кога ќе ти дојде режисерот и кога ќе ти даде експликација што треба ти да правиш, твоја задача е како актер паметен, како што си ги извадил ово, не се сомневам дека си паметна и дека добро ги водиш овие работи, но да му кажеш на режисерот, извинете, господине режисер, ова што вие ми го сугерирате не е добро, оти ние имаме општествена одговорност пред публиката. Затоа што трошиме државни пари, а не враќаме. Апсолутно. Знаете вие дека театар комедија се сам си плаќа? Знам. Знаете дека ние практично можеме уште утре театар приватен медици, театар да младици, бидеме. знам. Не знам, сакам да ви кажам. Ај, вака, дозволете ми сега. Проблемот Крсте ве молам. не е само во раководството. Завршете, мислам, Проблемот е колку ние како актери можеме сме оно вложени да во процесот на создавање на вистинска представа, која сум сигурен дека секоја публика ќе ја гледа. Не знам јас вие колку Ајде, сте не се вложени, ние не запретаваме. одлучуваме Марин, актерите дозволете во ми сега репертоарната како водител, политика.
Ама не може само да се не може да се вадиме лоша репертоарна публика и јас не Ве играм. молам се, Тоа што кажат ми се запрете, запишете све. Не пишувам. Едно прашање да го заокружиме делов за културата, затоа што многу сакаме и за политика да зборуваме. Сте играле ли на сцената на МНТ некогаш? На новиот? Да, на новиот МНТ. Какво е чувството? Сценско. Еве, кратко одговорете ми. Сценско. Па мислам дека какво е чувството. Ние игравме, дел сум во Изгубени германци представата на Унковски, кој што претходно беше поставено во Театар Центар и кога се пресели МНТ во новиот театар, се играше таму неколку пати, сега почувствувавте разлика? Не. Дали драмски, матични? Да, потопло е. Вашиот матичен нема театар промаја, нема мачки на заслужува сцена. нов објект? Сте за тоа да добие нов објект? Апсолутно, да. Го поддржувате тој проект, така? Да, па не по секоја цена. Значи, ако ви кажам дека јас као граѓанин сум должна на оваа држава 2000 евра, значи секое семејство е должно 4 семејство е должно 8000 евра, 2500 евра за Државен завод за статистика. Добро е тоа што сите, освен Онда тоа би што се сте актери, запрашала сте дали и е општествено неопходно да се направи. Патам, кога ме прашате активни за драмски, јас сум повеќе драмски етапно, да се затоа што ние се занимаваме со жива уметност. Ако драмски се пресели некаде, а дали ги оправдуваш средствата од тие фамилии за кои сега зборуваш ти лично на сцената? Ај вака. Апсолутно да. Сакам да му одговорам на Крсте, Да. зашто театарот комедија е полн со публик. Факт дека е полн со публик. Меѓутоа тоа се вика театар комедија, а не смешен театар. И никако ние во Македонија конечно и еднаш за секогаш да направиме разлика меѓу смешни представи и комедија. А што сакаш Со да кажеш? јазична порнографија. Дозволете да заврши ова? Со јазична порнографија, со вулгарности еден куп, која што публиката го сака, и јас 1000 пати го имам поставувано прашањето, одговор се уште не имам добиено. Кој кого воспитува? Ние публиката или публиката нас? Во овој случај, публиката нас не, ние и се додворуваме на публиката. И затоа им е полн театар. Да не се лажеме. Ајде да слушнеме сега во овој момент делот. Ама важно е ова. Им- Само минута да ви кажам, како драматург, значи немаме тема за која се држиме, правиме многу дигресии и Ајде да ја закружуваме тема, повелете. Ова што кажа колешката, има публика дека е комедија. Сакам да укажам, да алармирам на една повеќе децениска манипулација и заблуда. Не е тоа дека комедија е комерцијална. Марин Бабич памети во драмски. Најуметничките представи, најдобрите, од покојник, Еригон, Диво Месо, Среќна Нова, да не ги редам. Тие истовремено биле и најкомерцијални. Значи, бездарници во нашата фела, го направива тој вештачки спорт, а кавга, која суштински не постои, дека они се кријат во метафори, во уметност. Представите им се никакви. И затоа измислија спор помеѓу уметнички представи и комерцијални представи. Сите од пред 40 години представи кои оделе по фестивали врвни, уметнички, биле истовремено и најкомерцијални. Тоа ретко кој го знае, ретко, за жал. Тоа треба да и широката публика и ние да го знаеме. Во наредните минути ја повикувам режијата да ни пушти впечатоци на дел од публиката на овој изминат викенд. Имаше представи во ширум театрите во Македонија и веднаш потоа и изјавите на директорите на неколку театри на Македонија во однос на репертоарот и посетеност. Што мислите за представите? Се најдобро, супер се. Во однос на тие што сум ги посетила, мислам дека се одлични. Супер се, одлични се. Многу се интересни. Па супер се, многу се интересни. Комедии, особено обожавам. Секогаш се интересни и возбудливи за пратење. Ова е една од побавите представи што ги имам видено, од секој аспект, сценографија, глума, исто и глумци, значи целиот ансамбл на глумци што е, го нема скоро во ниедна представа од Македонски народен театар, така што сум посебно изненаден и позитивно изненаден од самата представа. Посебно оваа представа многу ми се допадна, бидејќи е долга, меѓутоа го задржува вниманието. Така да со мера ќе гледам целата представа. Колку често посетувате театар? Па можеби еднаш месечно. Да, сигурно еднаш месечно. Дали во овој театар или во оној што е во Карпаш, дефинитивно еднаш неделно.
почесто сега во последен период. Порано одев почесто, сега нема многу време и за тоа решив сега повторно да се ангажирам во театарот, пошто многу го сакам. 2-3 пати во годината преку училиште. Периодов поретко, а изминатиот период што беше почесто практикував да одам. Зависно од тоа колку квалитетни представи има. Значи што по новости имаме во театарот, тоа почесто и доаѓа. По просек некаде 5-6 пати месечно. Многу често посетувам бидејќи ги гледам како што се понудите на интернет, а ја следам страната на Facebook, така да многу често сум во театар. Посебно во четврток бидејќи сум студент, така да секој четврток сум во театар. Културата и уметноста стануваат еден од најзначајните државни приоритети на власт. Тоа е една ситуација која порано не сме ја имале и говори само за една сериозно обмислена, консеквентна програма во која се работи практично по цела една вертикала од секторот култура и уметност, од капитални инвестиции, инфраструктурни, за подобрување и унапредување на условите за создавање и менаџирање на културата и уметноста во државата, преку огромните буџети за поддршка на програмите и проектите на одделните институции од областа на културата и уметност и на крај со низа мерки и проекти за унапредување на статусот на самите културни работници и уметници во државата. Минатата година, да речеме 2015-та, во Драмскиот се одиграле 226 представи со 48.990 гледачи. Тоа е некаде искористеност на салонот од околу 70%, малку повеќе од 70% искористеност на салонот. Драмскиот театар продуцираше 9 премиерни изведби, од кои, значи говорам за 2015-та, од кои 6 се од програмата на Драмски, а 3 се од копродукциски проекти. Најголемото задоволство за нас како театар комедија е кога ќе ги видиме насмеаните лица во публика, односно кога гледаме дека млада публика се повеќе и повеќе се враќа во театарот, нешто што малце го имавме заборавено како генерација. Например, за представата Стюардеси, која што нема многу долг век, да речеме 2,5 години, досега изиграна 80 пати. Имаме представи кои што се изиграни над 50 пати, имаме потенцијални хитови кои што сигурно ќе одат до 100 изведби. Во моментот ја поставуваме Тартиф, ја работи Галин Стоев, режисер кој што веќе 8 пати работел представи во Комеди Франсес, пред 2 години работеше токму Тартиф и сега новата сценска варијанта на Тартиф ја работиме кај нас, затоа што сметаме дека штом Комеди Франсес го одбрал Галин Стоев да го работи на Молиер, дека местото и тука на Молиер да се работи, можеби со еден од мајсторите кој што го познава Молиер. Ете, слушнавме дел од публиката, слушнавме дел од директорите и раководните лица на театрите во земјава. Кусо коментар за ова и одиме на политика. Може јас? Не може, ти, јас сум најстрог. Многу строго станува. Прво, слушнав цифри тука дека представи се играле 50, 80, вака, со фалење се кажува, и може да достигнеме и 100 представи. Со гордост, не со фалење. Со гордост, со фалење се кажува. Сега, на времето, кога ја бев глумец, во времето на робството, едноумието, па и после едноумието, до некај до 98 година, представа под 100 пати одиграна, за нас беше трагедија. Значи, минимумот, кој што ние прво јубилеј славевме, тоа беа 100 представи. А да не зборам дека една Болва Вуо ја играна над 300 пати. Таа смешна Едни солунски патрди се играни над 300 и кусур пати. И што ти е поента? Поентата ми е за фалбата дека се одиграле 50-80 представи. Со 70% искористеност. Димитров, што е вашата поента? Станува збор за театар, комедија кој од вчера се отвори. И да сакале да направат 300 представи, немале време, значи времето толку е. 4 години постои. Која година театар комедија? Пред 4 години сме формирани. Пред 4 години. Да, март месец. И Крстеј Јовановски ја имаше честа првата реплика дека Мислиш дека се потребни многу години за да се одиграат 100 представи или 300 представи? Марин, види се, стварно не знам. Да излеземе ние да го оставиме. Не, бе. Па имавте вие 2 сата дуел. Повелете, да се одморете малку. Не, имаше монолог, Крстеј. Па не е во ред. Стално имам монолог.
Значи вака, имам впечаток дека од дрвеја не ја гледаме шумата. Значи се плеткаме у ситни фрагменти и површно, морам да кажам. Значи што е битно на глобален план? Битно е дека како никогаш пред тоа, дека оваа актуелна власт во сите можни аспекти вложила толку колку што сите влади претходно заедно не вложила. Тоа е факт непобитен. Второ, мене што ми пречи у критиките, ја имам исто одрен тип замер. Опозицијата прави и дава еден пример кој е многу вулгарен и банален. Од политичарите не ме чуди, но театарски луѓе кои ќе кажат дека бронза не може да се мачка на леп, ќе оцитираат нивниот бивш лидер, тоа е многу вулгарно. Тоа е као дилемата што е поважно, Шекспир или колбас. Значи, тоа е таква една... Не ти ја разбирам. Па еве ќе ја разбереш. Значи, македонскиот народ низ вековите обстоел со култура, со фолклор, со црква, со народни обичаи. Немал брани, немал инфраструктура. Оваа наша нација е под голема загроза и сега во овој момент дури седиме. Културата е најблескавиот, тоа е златен штит што ја чува нашата нација. Затоа што светот е духовен, не е материјален. Кој што вие атеисти мислите. Кичот не е квалитет на напредот. Абрахам мол има една книга за кич, па треба да се прочита. Кичот е природна човечка потреба. Па природна човечка потреба која тој ја одбегнува. Елитиста си ти што? Не сум елитиста, едноставно сум љубител на уметност. Дали си компетентен ти да кажеш што е кич, што не е? Да. Како? На кој начин? Да, затоа што сум љубител и на сликајство и на архитектура. Значи ве молам. Не, стварно што е кич, бато стварно не. Значи ве молам. Зошто ова градење е важно? Значи ова градење и нас индивидуално и колективно го подигнува нашето национално либидо. Значи секогаш кога се гради, тоа е здрава една оптимистичка ситуација. Вие се фаќате раката на Никола Каре поголема било од ова, не знам, со опроштење тестисите на лава, тоа се толку банални, толку, значи, коментари неважни. Значи, и уште нешто, последниве 6 години, ете, 5-6, дали вие негде сте сретнале во било кој весник, медиум, во разговор пред Гранапче, некој да го потребува зборот македончи? Беше вообичаено. Значи, нацијата доби една самосвест, едно самочувствие и дел од тоа е благодарение на благодарение на културата и на па треба да се навикнеме ние победници да видиме, да видиме со соништа големи, па и луди. Не треба да научиме да бидеме победници, па потоа се навикнуваме. Што кажеш, ја не знам дека си толку во моје време, во наше време. Секое време има свој контекст. Значи, треба да се свати епохата, времето, кога ја ти кажа, од Охис ви доаѓа по 3000 гледачи со синдикални карти. Сега е пазарна економија. Сега има интернет, таблети, не може да споја. Само што ова и прекинам. Го праша, Бог да опрости, Александар Тијанич во едно телевизиско интервју, па вика, директоре, вика, на времето имаше прекрасни серии за деца. Бранко Коцкица, Невен, И тој луциден ум вака одговори. Пробајте на едно дете да му го отмете таблетот, тогаш ќе разговараме на темата. Значи, човек што го разбира духот на времето, епохата, сите аспекти и показатели. Не може така еден фрагмент и од тоа да се прави теорија. А што е поважно, Шекспир или колбас? Тоа само може ретардиране луѓе. Или Санчо Паса или кој е во право, или Сервантес. Како беше таа другата дилема што е? На што личи тоа? Или само да го дополнам. Тоа се поставува. Не, ај за мене како модератор вака јас би рекол. За мене Бабич до негде и можам дилемата на Бабич да ја разберам. Дали во негово време, бидејќи е сега пензионер, било поинтересно, поубаво, мене малку сања ме буни, бидејќи е вработена во 2013. Да. И мене исто. Дека има представи во кои игра, дека има публика која ти аплаудира. Дека сум доста одговорна и ревноста. Да, и дека има публика со која разменувате емоции, така? Ги гледа, ги наградува вашите представи со аплауз. Да го Вас ве буни тоа што сум вработена во 2013? Не, ме буни тоа дека на театарот денес не гледате со едно задоволство. Значи, и на прашањето како се чувствувате во театарот, вие имате дефетистички став. Тоа ме буни.
Значи, јас би била многу среќна да работам во малку поинакви околности. Може би е тоа интерен проблем. Не, извинете, како што се поставени нештата во мојот ТВ театар, Драмски театар, проблемот со репертоарната политика во со кој што не се слагам апсолутно, и јас како актер од 30 години со одреден актерски потенцијал, со енергија со која што би имам доволна енергија за да не доволна, имам највише енергија за да настанам на сцена, за да настапам на сцена и да ја гризам сцената, јас се осеќам нереализирано заради репертоарната политика на мојот директор. Еве тоа можам јас да го кажам во во себе. Комедија? Па или во МНТ? Не би направила трансфер, јас истовремено ќе си го кажам своето мислење пред мојот раководител и ќе си водам борба за да се промерат нештата по прашање на репертоар во мојот театар. Ако ве интересира за вработувањата наши, како и се вкупните вработувања, тој еден се спомна во прилогот за 30% е зголемен бројот на вработени актери. Точно, така, 35 точно, да. Прво, јас како актер и според природата на мојата професија, јас не можам да се вработам во адвокатска канцеларија. И работата на Министерството за култура е на нас, актерите, режисерите, уметниците или што да е, да ни даде работни места во институциите според нашата природа на професијата, што значи дека јас не треба да бидам благодарна на Министерството за работата што ми е дала или можноста што ми е дала да бидам вработена во Драмски театар. А како изведи, мене ова ме буни исто. Кажи. Значи, има една реченица која ја поддржувам и ја разбирам целосно. Каде што сум јас, таму е театарот. Значи, јас ги создавам условите. Не може вас никој на тацна да ви даде ништо. Ама тоа може би било некогаш, бато. Секогаш е тоа. Јас како актер да ги создавам условите на работа во институција. Ја воопшто не учествувам во репертоарна политика во мојот театар. Оваа година се работат 5 представи со 5 машки насловни улоги. А според новиот закон за култура, мене треба да ме валоризираат според труд на работа, на годишно ниво. Пак се губите у ситници, значи... Ма не се губиме во ситници, збориме за закон. Дали Крсте како закон го знае закон, како актер го знае законот за култура? Одиме на вториот дел, кој за жал ќе трае покусо, ни остануваат уште 15 минути вкупно за да ја завршиме емисијата. Председател на синдикатот. Драго ми е, може и за тоа ќе збориме. Не во тој другиот. За жал нема да имаме време за се, уште 10 минути ќе имаме време за да ја завршиме емисијата и време е за она што сакате да го кажете од економија, политика, бидејќи сите, како што реков, сте, освен тоа што сте глумци, пензионирани и актери и актуелни драматурзи и сценаристи, сте и општествено активни. Марин Бабич во Човекот пред се, Братислав Димитров и Крсте Јовановски во граѓанското движење за одбрана на Македонија и Сања Арсовска како активна во многу граѓански иницијативи и форуми. Еве пак да почнам со Сања. Во еден јавен настап рековте дека слободата нема да биде подарок. Зошто се чувствувате неслободно во Македонија? Прашањето е слободата на избор и предпоставувам, вие алудирате на излези на регуларни избори или не знам како се викаше на кампањата што ја спроведи. Слушнав некаде им и остана како... Да, слободата, па работата е што живееме во време каде што некој многу лесно си ги присвојува термините како слобода, како демократија, им дава ново значење, ги обликува и во таа насока кажувам затоа што слободата на нас ни е дадена со нашето раѓање според декларации, според устав и според се, дека не ни е поклонета ниту од оваа, ниту од било која друга влада, туку ние самите се изборуваме за неа. Бабич, вие се чувствувате слободен во Македонија? Не. Не се чувствувам слободен и токму заради тоа припаѓам на Човекот пред се, затоа што овдека во оваа земја која што, за жал, јас во моите колумни ја нарекувам не дојдија. Што се навред? Не се чувствувам слободен затоа што ги немам основните привилегии да живеам слободно и нормално. Ги немам основните привилегии да работам, бидејќи една од најглупавите варијанти е да пензионираш глумец, бидејќи се уште во телото мое и во духот мој... Имате радиоемисија, нели? Немам. Одземена ми е од самиот момент кога моето пројавување политичко, така беше? Вашиот пријател во ноќта.
Со моето прво политичко појавување, каде што постојано потенцирам дека јас не сум СДС. Јас сум граѓанин, волк, самотник, кој се бори за сопствената слобода. Од земена ми е секоја работа. Веднаш да ви кажам дека јас месечно губам некаде околу 1000 евра, месечно губам, затоа што ми се ускратени можностите да работам тоа што сум го работил. И како да се чувствувам слободен? Не се чувствувам слободен и сакам таа слобода и да се чувствувам како човек. Така. Димитро, вие се чувствувате слободен? Па видите, тоа се учи на прв семестар по психологија. Тоа човекот како се чувствува, тоа е негова заслуга и одговорност. Чувството сам си го создава. Има луѓе што во затвор биле многу послободни отколку некои што се вон затвор, а цело време зборува за слобода. Значи, слободата е духовна состојба. Не е нешто што... И тука слободата за мене е шанса ние да бидеме подобри луѓе. Значи, подобри луѓе. Се што правиме во нашите професионални и приватни ангажмани, само една цел има, да бидеме подобри. А они таму се се полоши и полоши. Значи, тоа е нешто... Каде, кој се они таму? Сега ќе бидам прецизен. Јас сум млади луѓе, не можам и не сакам да полемизирам затоа што ги сакам, затоа што младоста по дефиниција мора да е бунтовна, ја ги поддржувам. И младоста има право на грешка. Тоа се однесува на колешка. Јас се помалку имам право на грешка, затоа што доволно сум стари и приватно и професионално, така да тоа е во ред. Но, ја ќе упрашам почитуваниот колега, сношти видов на тоа YouTube, кога демонстрираа пред македонската радиотелевизија, тој заедно со со генерал Стојанче Ангелов и негде у близина тука Софи Куновска, најпозната по прекарот Лонца. Кога сум бил таму, Софи не беше таму? Али во мислите беше, добро? А во неговиот говор, тој кажа за неговата мината држава, тоа е Југославија, во која имаше само една партија, една телевизија и две весничиња. И човекот демонстрира за демократија, а во таа Југославија не е отворил уста бар нешто да каже против тој систем. Ја не сакам за себе да зборам, но грам опозиционерство мое во СФРЈ вреди колку тони опозиционерски ангажмани сега, затоа што сега има повеќе партиски систем. Тогаш се одеше во затвор за кажан виц, за испеана наводници националистичка песна во некоја веселба. И сега што е страшно, ќе цитирам Васлав Хавел. Зашто ние тапкаме, не напредуваме? Не е извршена, го цитирам Хавел, демократска револуција. Истите ликови, младите се друго, не сакам да ги мешам. Тие треба да ја градат Македонија. Истите ликови од монизмот, од социјализмот со комунистичка идеологија, кои чекале директива од горе, тие сега се у први редови борци за демократија. Тоа не е абсурдно за жал, тоа е перверзно. И затоа ние никогаш нема да направиме. А едно разочарување имаме од младиве што демонстрираа, што не се дистанцираа принципиелно од тој дел политички, зашто нивната енергија е драгоцена, не е ова фраза. Без младите не може ништо, тие се локомотива на општеството. Ние старите треба нешто тука да, ако може да помогне, ако не, и они треба да си оградат својот живот, нема ја да им го градам нив. Тоа да затвориме кругот со Крста Јовановски, па после реплика. Да, правиме дистинкција. Затоа ја кажам. Повторно реплика имам. Не знам што можам да кажам на оваа тема, бидејќи не е дефинирана. Бато објасни во една друга форма како тој ја прецитира слободата и што е слобода генерално, како духовна смисла на човековото живење. Овде слушам од другата страна, луѓето не биле слободни, а не чув кои се причините. Мислам, што е тоа што ги тера да речат дека не се слободни? За да можеме да развиеме дискусија или да кажеме чини, не чини. Еве, може би во вашата фела да ви помогнем. Има забранети представи? Не, нема. Некои групи што се непожелни? Саки ти кажам, ако веќе ме прашаш, во Струмички театар додека работев имаше една представа која се викаше Евангелие по Јуда. Тоа за сега зборим. Не, ако сакаш да кажеш, сега нема забранети представи. Лично можам да кажам што сакам, исто како и
сите, впрочем, во оваа држава, без разлика на млади и стари. Никој на никого ништо не му прави, никој на никого тужба не му поднел, освен за јавно истрежена клевета и така натаму, која подразбира законски кривични санкции кога некој... Има еден, значи, многу страшен момент. Перверзен, пак ќе речам за жал. Значи, тие што се борат против партиска држава, Ни го зимеш два. и тие најмногу политиката, од лично искуство, ја внесуваат во театарот. Да. И сега ти гледаш опозиција што е тотално политизирана. Која внесува, извини? Па јас сум директор на театар, знам која внесува. И како? Ја во мојот театар, кај што сега работам, значи дома никогаш не сум дискутирал за политика, на работа и драматург кој политика е непристојно. Ето, кој ги симна представите? Кој ги Никој. Ајде да не збориме со прашањето. Кажете ми што подразбирате под неслобода. Дозволи. Кажа, значи, ординарна глупост и лага. Ниту една представа таму не е симната, ти ако читаш Геровски, таму Тричковски, твој проблем. Не еднаш, еве играат уште. Нема да збориш невистини и возрасен човек си, значи, пензионер си. Повторно си игра. Значи лажеш. Повторно си игра. Имаше намера Бато да ги тргне да ја укине младинската сцена, се уште обстојуваат тие две представи кои што лично создаваат проблем на Бато. Но јас сум човек што јавно изразувам што мислам. Ја па мислам дека тие не се представи. Она што не е за деца, тие го прогласуваат за младински. Ја и сега кажувам, значи, не се за младина тие представи. Бато, ти сакаше да укинеш младинската сцена, а Седу може да верифицирам нешто извини. Сакам и сега, не укинам. Бато, ти сакаше да укинеш младинската сцена. Чекај. Значи, вие ме обвинувате за вербален деликт. Во пракса ништо не сум укинал. Еве, сакам пак да ја укинам. Нема да укинам. Почитувам. Паметна одлука што нема да укинете. Јас сум демократ природно, не сум како вас. Добро, вака, ајде да привршуваме. Треси од значи, ракав. едно многу битно, имаме многу битно прашање. Благодарам. Вака, господа, добро, да, јас само сакам да кажам, значи, многу би било... Прво да ви кажам ја на крај. Бидејќи имаме уште минута до напуштање на студиото, треба ново снимање да дојде овде. Секому ќе му дам по 30 секунди да си каже што. Јас сакам да ви се заблагодарам на сите што одвоивте време, бидејќи во денешно време кога многумина имаат впечаток дека не достига дебата, ги кратиш 30 секунди. Што го делам и ја како впечаток, не се одзваа на поканата денеска да дојдат и во таа смисла ви се заблагодарувам што најдовте време и покрај обврските. Можеби некој има реални обврски, но некој не сака да ги соочат аргументите. Повелете сите кратко по 30 секунди завршуваме. Еве ќе почнам јас од сите активисти на ГДОМ кои што се вдомија на одредени позиции, вклучително и Бато, кои што еве тргна, значи јас сум 40 години во театар. Добро, тргна младинската сцена, ма можеш да ме сослушаш сега. Значи, вработените во театар деца и младинци земаат најмали плати, која сме веќе кај покачување на плати и на статус. Земаат најмали плати. А директорот Бато ги нема осигурано своите вработени од повреда на работно место. Дозволи да заврши Јарсовска, ќе имате на крај систематски преглед до сега од која директор Бато вработените немале систематски преглед. Ги имаат исклучено од струја за неплатени сметки. Првото ветување на Братислав Димитров е дека ќе ги зголеми платите на вработените во театарот. И дека до март, ако не го направи тоа, ќе си поднесе оставка. Тој не успева. Јас би го запрашала како Бато би ја покачил платата на вработените и со кое барање, кое што од Министерство ќе добиете два одговори на вашето барање. Првото, ќе се повикат на закон за антикризни мерки од 2009 дека не може да ги покажат платите, и второ, ќе ви речат дека со подпишување на колективен договор ќе се регулираат платите и систематизациите на вработените. Но, значи антикризни мерки, законот значи дека нема покачување, а колективниот договор, немам брзо зборам. Колективниот договор, не зборам глупости, колективниот договор кој што се однесува, кој што ја подпишат СОНК и Министерство, во член 40 има нова систематизација и ви дозволив да ми ги измешате темите кои зборувате за театар, вие зборувате за политика, се обратно. Ајде да завршуваме. Коефициенти на сложеност не може да ме прекинат. Коефициенти на сложеност има нови со што би се покачиле нашите плати. Но во член 90 стои дека покачувањето на плати би се случило, дека нема веднаш подстапувањето на сила на колективно, тука дека би се случило кога Министерството за финансии би нашло средства за тие за тоа покачување, што значи никогаш. Значи дека Бато ти можеш уште сега да си поднесеш оставка од директор заради ние Благодарам, Маршалска Бабич, чекајте ми застап. Не, сега кругови, не играме бркани. Ама заврши ја. Не, значи вака.
Систематски преглед се оди точно на 2 години, сега ќе ни дојде. Немој тој што те брифирал професорот или таму што се тие од Шарена, те излажале. Второ, за што се однесува да зголемување на плати. Наброј ми 5 актуелни представи од твојот театар. Дозволи Сања. Чекај, застани малце. Наброј ми 5 актери со име и презиме. Завршуваме. Ве молам. Зачути малце. Значи лажеш и дезинформирана си. Не лажам и не. Значи оваа година доаѓа прегледот, шкртни го таа. Добре, еве го шкртам, доаѓа прегледот, еве шкртна. Што се однесува до плата, јас стојам до зборот, тоа е процедура. Ја барам од министерство. Врзуваме на што? Кратко, не може процедура. Вие сте чулели некој од таа шарена револуција Арсовски и Димитров не ви дозволувам ова да биде лична дебата. Димитров, завршете, имате ли завршен збор 15 секунди? Арсовска, ве молам. Па затоа ти си требала книговодител, видиш, не го. Ве молам, не ме терете да бидам непристоен како домаќин. Добре дојдени. Братислав, ве молам. Па тоа повише ти одговара, него глума веројатно. Бабич заврши 15 секунди, Крсто Јовановски заврши. Мораме да завршуваме. Политиката и театарот. Театарот и политиката. Едно нешто кое ми пречи, од секогаш ми пречело во театарот, е политиката во театарот, бидејќи секогаш постоела. Не знам дали се регистрира директорот за своите вработени рече шуми. Ве молам. Е несоодветно наградување на глумците во театарот. Затоа што ние имаме млади глумци, еве Сања имаме во драмски театар, која е веројатно во 4-та категорија глумица. Не, во 2-та. Во 2-та? Тоа е веќе напредок. Имаме глумци кои што со години се седат во 4-та категорија, а носат репертоар. Ништо не се прави. Зошто не се прави? Кој да го прави? Ве молам да завршиме мислата, мораме да завршиме со емисијата, да не ви стича вака. Што тука го кажеш? Димитров, ве молам, морам да завршиме. Ти си директор, тебе ти го кажеш. Бабич, ви благодарам. Крсто Јовановски, поведете, заврши 15 секунди. Вака сега, Горан. Ја мислев дека овде денеска ќе имавме некоја дебата конструктивна, но овде очигледно јас имам работа со Шекеринска и со не знам кој. И вака те слушам, заќути, те молам, оти јас многу повеќе знам да зборам и да не ме сопрем. Значи те слушам, бев мудар, послушај јас кој ќе ти кажам. Ама те слушам. Абе ти можеш да заќутиш. Те слушам. Значи заќути. Немој да ми си се допадна на твоите кои те пуштиле овде. Одлично направи. Супер. Да ти кажам нешто. Така не се прават работите. Ти кој што мислиш? Завршете мислата. Кој што мислиш? Јас ќе ти кажам што е работата. Јас зборам со елаборација и на закони и на колективни договори. Во чие име зборуваш? Во своје име. Дали за ова Никола Ристановски го праша дека е вака? Дали за ова го праша Владо Јовановски? Дали ова да не ги редам уште колку? Може ли после емисија да се дообјасните? Крсто Јовановски. Зашто за Софија Конуска не зборуваш вака? Зашто за Лазовски не зборуваш вака? А кого јас нападнав од уметниците? Сите овие, во чие име ти зборуваш? Кој нападнав или кој не можеш фрустрациите твои, фрустрациите и неспособности твои и на сите вакви кои ги имаш, да ги поврзеш со сите. Цело време се служите со сите граѓани. Еве, ја не сум сите. Вие сте тие кои што се служите и генерализирате за све. Сигурна ли си? Па, еве прв пат ти опонирам. Цело време те слушам. Да. Каде одиш? Затоа што вие имате простор, ти ќе ослободиш државата. Што ти ќе направиш? Не, јас само сакам објективно да кажам. Еве, ќе им се допаднеш на твоите. Ама и ја ќе им се допадам на моите. Кои се тие мои? Кои се тие ставови ти што ми ги кажеш? Тоа се книговодствени елементи. Книговодствени, вие сте председател на синдикатот ќе подпишете што колективен договор. Сања, после емисија колективен договор зборувам. Ќе ве поканам, ќе го покажеш кој другиот на Виктор договор, тогаш ќе правиме муавет. Ај вака, ве поканувам. Крсте, па не знам дали е твој, немам појма. Супер, одлично, се така додите. Ве молам вака, само така. Ве поканувам после емисијата на кафе да ги расчистите работите што ги имате до крај. Почитувани гледачи, интересна е дебатата во секој случај. Морам да ви се заблагодарам на крај, само ќе завршам со цитат од големиот Иво Андрич. Тој рекол на секаде во светот душата е полна со она што очите го гледаат. Вам почитувани гледачи ви посакувам очите да ви гледаат нешто убаво. Пријатен ден. Го кажа Мерил Стрип.